Буџетот во 2025 година бележи висока наплата на приходите. Со над 100% наплата од ДДВ, државната каса речиси како никогаш досега не била пополна. Највисока стапка на наплата е остварена во делот на данокот на додадена вредност, која стигна до 100,4%, додека кај персоналниот данок е 97%, информираат надлежните. За владата ова е јасен показател за стабилноста и подобрената дисциплина во собирањето на буџетските приходи. Министерката за финансии Димитриевска Кочовска смета дека резултатите се охрабрувачки. Отврлено е во однос на неданочните приходи, тоа се приходите, оние сопствени приходи на институциите. Тоа значи самите газди не си ги прибра своите приходи, а тоа се институциите кои што имаат сопствени сметки. Акцизите се единствено нешто што е послабо наплатено, но не знам што не изненадува. Кој можеше да предвиди дека и во ова што се случува во Венецуела повторно цените на нафтата ќе останат ниски? Јас не. Увозните давачки и таму можеби процентот е малку понизок, иако во апсолутен износ тој е незначителен во однос на вкупните даноци, но и таму имаме можеби една послаба реализација во однос на планот. Во насока на дополнително зајакнување на наплатата и сузбивање на сивата економија, Управата за јавни приходи започна со пилот примена на системот е-фактура. Директорката Петрова повика IT секторот активно да се вклучи во тест фазата и дека системот што го градат е државен и централизиран и функционира без посредници. Компаниите ќе комуницираат директно со УЈП во реално време. Ќе ги детектираме точно сите компании кои што очекуваме да бидат вклучени во оваа фаза и ќе почнеме со непосредни контакти со нив за да го следиме процесот на нивното прилагодување и тестирањето на софтверот од нивна страна и секако нивните повратни информации. Според УЈП, ваквиот модел е усогласен со меѓународните стандарди и ќе донесе поголема транспарентност, безбедност и ефикасност во работењето. Во однос на задолжувањето, министерката Кочовска најави дека државната еврообврзница ќе се издава во два дела од по 500 милиони евра, со цел да се обезбедат поповолни услови за државата. Според неа, ваквиот пристап овозможува пониски каматни стапки и го намалува товарот врз идните влади, за разлика од сегашните обврски што се отплаќаат по значително повисоки камати.